Новата дополнителна помош од државата за плюс денари по килограм предадена пченица, како и изголемувањето на субвенциите за јачменот од 6.000 на 12.000 денари по хектар, несомнено дека ќе помогне за одржливоста на производството на овие две култури. Но, за да има зголемување на површините и приносите, ќе мора уште да се работи на оваа проблематика, и тоа сега и веднаш кога есенската сеидба е на прагот, велат од Македонската асоциација на земјоделци и фармери. Она што сакаме да го потенцираме, ќе сакаме прво со министерот да го разговараме, ја верувам дека ќе најдеме решение за да не убеда нас земјоделците да имаме поголемо производство на тие зрнести производи. За потребите на Република Македонија немаме доволно пченица во текот на една цела година. Имаме ние потенцијал, имаме земја, имаме сончеви денови, има сите услови ги имаме, треба подобро да се организираме. Филип Костиновски е млад земјоделец. Има 7 членови во семејството од 3 генерации и сите живеат исклучиво од земјоделството. Произведуваат буквално се, од градинарски производи до тутун, пченица, јачмен и сончоглед, на површина од околу 35 хектари, а чуваат и стока. Вели задоволен е од актуелните напори на ресорното министерство во насока на идно порентабилно земјоделско производство. Ама и тој мисли дека овде никако не треба да се запре, туку напротив, треба да се работи уште повеќе и постратешки за сите земјоделски гранки. Жито, да, имам околу 20 хектари жито, 10 хектари имам сончоглед. Значи, нормално ценава не е добра, на 10 денари не е добра. Јас по 10 денари го пробав, не е добра. Тоа се ти овие 3 денари што ни ги дадат дополнителни, со нив можеме нешто да покријаме за сидба, инаку па годинава 5 хектари планирам да посеме жито на оваа цена. Оти бе во загуба многу. И кај нас приносот многу малце, по 300 кг дава по декар. Инаку, на почетокот од неделава, владата ги изгласа двете нови програми за поисплатливо производство на пченицата и јачменот, а министерот Цветан Трипуновски кажа дека интенцијата на оваа влада е Македонија по секоја цена да го врати епитетот на солидна аграрна земја, каде владата ќе биде доверлив и сигурен партнер на македонските земјоделци, особено во заедничкото креирање на идните национални аграрни стратегии.